Министерката за образование и наука Весна Јаневска вели дека младите треба да бидат свесни за иднината бидејќи светот се менува, а начинот на учење треба да биде постојан. Знаењето за нив е суштинска потреба, тоа е живот и дека колку повеќе вештини стекнуваат, толку е подобро за нив. Но што треба да направиме за подобрување на образовниот систем? Понудивме заедно со бирото нов гимназиски курикулум кои се обидовме максимално да го адаптираме на потребите на денешното време. И понудивме бизнис, право, предприемништво, вештачка интелигенција, нешто што е актуелно и им е потребно, зелена агенда за чување на екологијата, значи се она што во моментот е приоритетно. Арбен Јусуфи, извршен директор и коосновач на институтот Леорон, рече дека за неколку години компаниите ќе имаат потреба од вработени со нови современи вештини. We have to start designing the long-term strategy, and especially now with the AI transformation that is happening, we have to start building the public education strategy, having in mind the end game. And the end game is that in 5-10 years' time, all of us, whether Alkaloid or Leoron or Salient or any company here, will have completely different needs from the workforce, from their skills point of view, competency point of view, language skills, AI capabilities and so on. Дискусиите на тема образование на иднината, градење лидери, мислители и иноватори се одржа во рамките на 14-тиот самит Македонија 2025.